Би сакала најпрвин да кажам дека прашањето на критична инфраструктура по втор пат во сличен состав го дискутираме, но по се изгледа дека прашањето на критична инфраструктура ќе биде само едно од камчињата во многу покрупен мозаик, кој што ни се поставува како нов предизвик. Тоа е прашањето на отпорноста на нашите општества. Ако критичната инфраструктура е хардверот на таа отпорност, мислам дека ќе биде недоволно ако фокусот биде насочен само кај критичната инфраструктура, но без заштита на критичната инфраструктура и соодветни процедури за реакција во случај на криза, на вонредна ситуација, на воена ситуација, ќе имаме повторно проблем. И ова го кажувам и сакам да почнам од таму, дека вчера кога се вративме од Брисел, од првиот наш самит како земја членка на НАТО алијансата, првата точка која ја дискутиравме на редовната владина седница беше токму една информација со која сите министерства и институции требаше да добијат директни податоци каде ќе се движи НАТО во поглед на развивањето на отпорноста на општествата. Она што мислам дека ни беше чувство на сите, а тоа е чувството на гордост дека после 30 години работа стануваме, сме станале член на светска популација на алијанса од 1 милиарда луѓе под безбедносниот чадор на НАТО, беше нашата домашна порака. Меѓутоа, светската порака од самитот на НАТО беше дека повторно НАТО манифестираше големо единство, се реафирмираше принципот на колективна одбрана и безбедност, во кој што секој има обврска, дури и најмалите па и најновите сојузници. И тука во овој дел, паралелно со реафирмирање на обврската кон колективната одбрана, беше дискутирано многу широко прашањето на отпорност на нашите општества. И тоа не се гледаше низ призмата на држави, како Северна Македонија или држави во региони како нашиот, туку општо дека практично клучната слабост потенцијална на алијансата лежи во линии на неотпорност, кои што биле лоцирани во изминатите години и на кои што ќе мора да се работи. Критичната инфраструктура беше спомната како поле, кое ако не се одржува безбедно, не ја загрозува само земјата, туку ја загрозува и алијансата. Го загрозува соседот, например во случај на заеднички гасовод, како што и планираме да имаме во овој регион. Критичната инфраструктура е широк спектар на дејности и сервисни услуги кои ако бидат нападнати на било кој начин, може да доведат до општа парализа на државата и на клучните услуги кои се неопходни за граѓаните. Затоа мислам дека и во име на тој голем чекор да се стане членка на НАТО, имаме малку повеќе обврска и кон своите граѓани и кон алијансата, да направиме повеќе за да обезбедиме безбедност во најширока можна смисла на нашите граѓани. И мислам дека тука имаме право да бидеме и многу поамбициозни. Ако само се подсетиме дека пред 4 години бевме држава која што минува низ многу тешки и многу непредвидливи турбуленции, за да сега се гледаме себе си како членка на најмоćната воено-политичка алијанса, мислам дека и во делот на отпорност, и во делот на критична инфраструктура имаме право да очекуваме повеќе од себе. Јас би сакала многу кратко да спомнам кои се клучни пораки кои што се содржат во главните НАТО документи кои што ја третираат критичната инфраструктура и прашањето на отпорност. Една од главните пораки која упатуваа речиси сите председатели или премиери беше дека НАТО успеа да ги надмине сите своји кризи и да остане актуелно само заради својот капацитет да се менува. И еден од тие капацитети, еден од тие документи беше документот кој што беше усвоен НАТО 2030, но заедно со него и документот кој што се однесува на отпорноста на сојузниците. И буквално мислам дека имаме многу соодветна и многу временски погодена дебата, затоа што во делот на отпорноста широк
е доменот на активности кои што ќе треба да ги превземеме. Критичната инфраструктура во таа смисла е првиот чекор кој мора да го регулираме и првиот чекор кој мора да го подобруваме. Како основен носач на модерните општества и клучна за националниот просперитет, критичната инфраструктура во која спаѓаат и транспортната, и комуникацијската, и енергетската мрежа, зависи од нив ефикасноста во снабдувањето и во производството, а од други инфраструктури, како што е, например, здравствената инфраструктура, зависи не само квалитетот на живот на граѓаните, туку како што видовме во пандемијата и екзистенцијата во државата. Пандемијата испрати сериозно подсетување и на нас и на светот колкава е голема меѓузависноста и колку важни се овие системи. Светот практично застана. Немаше размена на стоки и услуги, запре транспортот, се приземја авионите, увозот на храна беше отежнат, запре индустријата, се намалија бизнис активностите, започна во почетокот трка по заштитните маски, потоа по респиратори, на крај по вакцини. Настана севкупна во почеток парализа на планетата, од која светот сега излегува, но последиците се уште ги чувствуваме и ќе траат. Оваа лекција не подсети дека кога сме зависни, тогаш сме и ранливи. А во светот денеска сме зависни по различни основи. И тука треба да ги лоцираме главните ризици и главните потези кои треба да ги направиме во поглед на отпорноста. И тоа бара цврст систем за одговор на заканите. Затоа очекуваме заштитата на критичната инфраструктура да ја развиваме и во согласност со меѓународната соработка, особено во согласност со делот на европските пракси. И сакам да ви информирам дека и во тоа име, како резултат на соработката со многу кои што се присутни на оваа маса, ние веќе побаравме и добивме зелено светло за користење на ТАЕКС, европскиот инструмент, за стручна поддршка во развојот на регулативата во поглед на критична инфраструктура од експерти од Хрватска. И мислам дека и одговорот од страна на Европската Унија беше многу брз, токму поради тоа што темата е многу актуелна. Јас гледам овдека многу имиња кои се надевам дека ќе учествуваат во целиот овој процес. Факт е дека состојбата е многу комплицирана затоа што има повеќе заинтересирани страни и повеќе актери кои ќе учествуваат. Како што спомена председателот, не се само државните институции, некогаш е тешко дури и државните да ги седнете на иста маса со иста цел, меѓутоа неопходно е соработката со регулаторите, неопходна е соработката со приватниот сектор, неопходна е соработката и со домашни, но и со странски компании. Јас сакам само да ве информирам дека ова тема на критична инфраструктура и на отпорност се провлекува во сите НАТО документи, особено после 2016 и самитот во Варшава. И тука беа дефинирани уште клучните области според кои сега веќе НАТО ќе цени отпорноста во секоја наша држава. Едното е континуитет во владењето и испораката на основни услуги, continuity of government во една многу поширока смисла, понатаму енергија, комуникации, транспорт, храна и вода, менаџирање со масовно неконтролирано движење на лица и справување со голем број на жртви. Значи, секој од овие сценарија НАТО ги развива, но она што е интересно е што велат сега како сојузници, сите морате да превземете обврска самите да создадете планови, кои што понатаму ќе ги оценува и ќе ги подобрува НАТО, најверојатно низ поддршка на заеднички тимови помеѓу НАТО и Европската Унија. Ова е една од можеби најсилните теми за соработка помеѓу НАТО и ЕУ. Пред негдека повеќе од 2 години, како резултати на една европска иницијатива, во владата започнавме со изградба на стратегија за справување со хибридните закани. Имавме повеќе месеци работа на прашалникот од страна на Европската Унија во поглед на оценка на ризиците. Работната група беше широка со практично сите институции кои што се релевантни. Ја предводеше Министерството за одбрана, ги испративме одговорите и требаше да подготвиме наш документ. Сакам да ве информирам дека таа стратегија е веќе подготвена. Очекувам во следните 10 дена да организираме вака во скромен капацитет една дискусија. Предпоставувам голем дел од вас ќе ја добијат поканата, но ќе поканиме и лица и од приватниот сектор,
Ке поканиме и еден дел од граѓанското општество како резултат на тој елемент на граѓанска отпорност и закани во делот на медиумите, во делот на поттикнување на меѓуетнички или меѓурелигиски разлики. Сите тие елементи се дел од стратегијата и свативме дека оваа стратегија за справување со хибридните закани, која на некој начин ја должевме на ЕУ, кога ќе анализирате во суштина, таа е буквално одговор на ова ново барање на НАТО да работиме на сопствени програми за развивање на отпорност. Како и да го наречете документот, во суштина меките места во општеството ќе бидат злоупотребени од страна на можни непријатели на нашата отпорност и на нашето општество и мислам дека искуството кое што го имаме и од НАТО и од процесот европски ќе ни даде шанса заедно со сите вас да излеземе со документ, а потоа и со закони кои што ќе не заштитат. Ви благодарам многу на сите вас кои што не подсетувате на нашите обврски во поглед на критичната инфраструктура. Верувајте, малку такви експерти има во државата и можеби најголемиот дел од товарот ќе падне токму на вас и на одредени личности во нашите институции. Така што и ова е некако тангенцијална тема со првата, ќе разговараме секако. На самиот почеток да кажам дека конференцијата се пренесува во живо на Facebook. Како што кажав, ова е една многу специфична тема, особено верувам ќе се сложите дека пандемијата предизвикана од